Добро вечер, Дневник на Канал Плюс. Ова се настаните кои го одбележаа денешниот ден. Денес е светски ден за лицата со аутизам. Болеста не се лечи, но стручниот третман од мала возраст може многу да им помогне на лицата со аутизам. Повторен обид за отворање на клуб за лекувани зависници од алкохол во Штип. Здруженијето Здрав живот планира и работен центар за рехабилитација во село Лесковица. Денот на раѓањето на Ханс Кристијан Андерсен светот го слави како Ден на детската литература. По тој повод во Кочани денес имаше промоција на книга, а во Штип утре ќе има ноќ посветена на Андерсен. Аутизмот е глобален здравствен проблем, биолошко развојно нарушување на мозокот на генетска основа. За аутизмот нема лек, но лекарите и терапевтите може да им помогнат на децата со аутизам да ги пребродат потешкотиите. Во Македонија не постои официјален регистар на лица со аутизам, но се смета дека со оваа болест живеат околу 4000 лица. На неодамнешниот народен собир на ВМРО ДПМН кој се одржа во Штип, премиерот Никола Груевски најави дека во најскоро време ќе се отвори посебен центар за децата со пречки во развојот во општина Штип. Денес е меѓународен ден на аутизмот. Денес е меѓународниот ден на аутизмот. Во одбележувањето на денот се вклучи и основното училиште Ванчо Прке од Штип, како училиште кое има посебна паралелка за деца со аутизам. Дел од учениците со пишување на желби, со пеење на химната за аутизмот и со повеќе активности ги потсетија децата со аутизам дека не се заборавени. Се со цел, да се подигне свеста уште од најмала возраст. Учениците од нашето училиште твореа на тема аутизам и на крај, од училишната зграда се пуштени сини балони, кои што е сината боја е символ на аутизамот, која што смирува и ја намалува хиперактивноста. А во текот на 2015 година ќе се отвори Центарот за деца со аутизам во општина Штип во заедничка соработка со Центарот за социјални работи. Во овој дневен центар се завршени техничките подготовки, останува уште до опремувањето и обуката на кадрот кој што ќе работи во дневниот центар. Се предвидува да бидат сместени максимум до 25 дечиња согласно програмите за работа со деца со пречки во развој. Аутизмот предизвикува децата да го доживуваат светот поинаку од повеќе други деца. Нив им е тешко да разговараат со другите и потешко се изразуваат со зборови. Децата со аутизам се држат за себе и не можат да комуницираат без посебна помош. Некои деца со поблага форма на аутизам како возрастни ќе бидат способни да живеат самостојно. На тие кои имаат посериозни проблеми, секогаш ќе им биде потребна некаква помош. Но сите деца со аутизам имаат светла иднина со подршка и разбирање од родителите, лекарите, учителите, браќата, сестрите и пријателите. Токму за аутизмот како проблем на развојното нарушување подготвивме разговор со господин Зоран Мијалков, кој е родител на дете со аутизам. Тој го представи неговото лично искуство, односно како се живее со проблемот кој тој го има со неговото дете. Еве дел од разговорот. Денес во студиото на Канал Плюс приемен отворено да зборува за секојдневието на неговото семејство. Господине Мијалков, добри ни дојдовте во студиото на Канал Плюс. Ви благодарам што не поканевте. Бидејќи нема да зборувам само од моје име, ќе зборувам од името на сите родители. И оние што сакат да изразат во јавност и од оние што се кријат од јавноста, ги повикувам да изразат сите во јавност, бидејќи само со изрегување во јавноста ќе ја одобровориме јавноста и оние што можат да помогнат да ни помогнат. Бидејќи од дома никој нема да ни го реши проблемот. И нашите деца не се раѓаат како болни деца. Значи, сега има некои истражувања што говорат за генетика, меѓутоа ние повеќето родители, значи ова не го зборувам само јас. Значи пред да знам јас за аутизмот, пример еве што се случи кај нас. Ми се роди здраво дете, здраво машко дете, првиот роден ден го снимав со камера, значи
на 9 години прозборе, значи почна да оди и значи се си беше во најдобар ред. Целиот разговор со господин Мијалков ќе имате можност да го проследите по завршувањето на вестите. Клуб за лекувани зависници од алкохол во Штип планира да отвори Сдруженијето Здрав живот од Скопје. Штипскиот клуб ќе биде 7 после клубовите во Скопје, Велес и Кочани. Ова не е прв обид за отворање ваков клуб во Штип, кој ќе биде лоциран во Ново село. Клубот ќе работи според светски признати терапевтски методи. Ќе се отвори клуб на лекувани алкохоличари во Штип. Невладината организација Здрав живот од Скопје долги години помага на абстинентите од алкохол. Сакаме повисокото ниво да го постигнеме, а тоа е да отвориме во Штип центар за рехабилитација и ресоциализација на активните алкохоличари кои се уште пијат, да ги истретираме тука во тој центар каде што ќе спроведеме програма со работна терапија. Не да лежат они буквално у тој центар, него да работат кој на нива, кој у работилница, тоа се ќе биде опременето, ќе биде потеркот на клиниката Бети Форд во Америка. Работата на клубот, лоциран во Штипско Ново село, ќе се одвива 2 до 3 пати неделно и ќе биде водена од едуцирани членови на невладината Здрав живот. Едукацијата ќе се извршува врз основа на метод заснован на работата за ресоциализација на абстинентот заедно со целото негово семејство. Имаме своја програма која што ќе ја спроведеме со работа, ќе постои можност да некои од тие алкохоличари што ќе бидат на третман, доколку покаже тие резултати што ние ги очекуваме од нив, а тоа е да станат со себе нова личност, да вработиме. Ќе имаме таква можност. Дискрецијата е загарантирана, а основна цел на посетата на клубот ќе биде алкохоличарот да успее да ја воспостави својата трезвеност. Инаку, одделението за психијатрија од клиничката болница Штип е во тесна соработка со оваа невладина организација. Вакви клубови за алкохоличари, кои веќе успешно функционираат, има отворено во Скопје, Велес и Кочани. Карамбол на 2 паркирани и 2 автомобила во движење се случи утринава на улицата Сутјеска во Штип. За среќа повредени нема, но причината е материјална штета. Причина за сообраќајниот инцидент е алкохолот. Верижен судар се случи утрово на улицата Сутјеска во Штип. Патничко моторно возило управувано од 29 годишно лице од Штип во алкохолизирана состојба го направило овој инцидент. Како што информираат од СВР Штип, сударот се случил околу 4 часот утрово на улицата Сутјеска. Со недозволена брзина и алкохолизирана состојба движејќи се по улицата, удрил во едно возило, при што со силниот удар се отргнал и удрил во уште едно возило кое било во движење. Трите автомобили останале така подолго време додека во утринските часови не пристигнала полицијата на увид. Оваа гледка траела повеќе часа. Инаку оваа улица е една од најфреквентните улици во Штип. Додека се чекало увид од надлежните, случајните минувачи имало и што да видат. Во непосредна близина се наоѓа и основно училиште, а расфрланите стакла од оштетените возила останале така се до увидот. За среќа нема повредени, а причината е само материјална штета. Со одлука на Советот, Општина Делчево го прогласи април за месец на јавното здравје. По тој повод ќе се организираат низ активности како трибини, предавања и спортски надпревари. Овој месец единицата на локалната самоуправа на Општина Делчево ќе се посвети на здравјето на своите граѓани. По прогласувањето на месец април за месец на јавното здравје во општината ќе се организираат трибини, едукативни предавања и спортски надпревари наменети за сите категории на граѓани. Ја известуваме јавноста дека со одлука на Советот на Општина Делчево е утврдено месец април да биде месец на јавното здравје. За таа цел планирани се низа активности кои ќе се спроведат овој месец, се со цел за унапредување на здравјето на граѓаните на општината. Како активности кои ќе бидат спроведени во текот на месец април се предвидени следниве: трибина на тема заболување на тироидната жлезда, едукативни предавања на учениците од 9-то одделение на тема сексуално и репродуктивно здравје, одржување на традиционалниот надпревар во трчање кроз за учениците од основните училишта во градот, манифестацијата Великденска трпеза, здрава храна, крводарителска акција под мотото Април месец на јавното здравје,
Трибина на тема здрава исхрана и спортски надпревари во повеќе дисциплини. За термините и локациите на споменатите активности, општина Делчево дополнително ќе извести јавност. За утврдување на настаните што ќе се случуваат овој месец решаваше координативното тело, составено од представници од сите засегнати страни. Како главен организатор на сите активности е општина Делчево, а во спроведувањето ќе бидат вклучени основните училишта, средното училиште, детската градинка, Центарот за јавно здравје и разни здруженија на граѓани. Седмата поред крводарителска акција во Делчево годинава се цени како успешна. Од Црвениот крст се надеваат на успешна крводарителска акција и утре во Македонска каменица. Успешна крводарителска акција спроведе Општинската организација на Црвен крст Делчево во соработка со службата за трансфузиологија и регионалниот центар за трансфузиона медицина од Штип. Крв даруваа граѓаните кои од претходното дарување зад себе оставиле полни 3 месеци, но пред се луѓе со одлична здравствена слика. Имаме доста успешна крводарителска акција, некаде до сега, значи дока и 13 часот се соберени околу 50 крвни единици. Ова е одлична бројка за оваа крводарителска акција. Имаме голем број редовни крводарители, но да кажам имаме и првократни дарители кои што за прв пат ја покажаа својата хуманост и очекувам дека ќе продолжат и понатаму и ќе ги вброиме во редот на редовните крводарители. Меѓу дарителите на оваа акција беа присутни жените, но и граѓани кои за прв пат ја подадоа својата рака. До сега, значи без оваа акција, за оваа година имаме значи соберено некаде околу 286 крвни единици. Со оваа крводарителска акција бројот ќе биде над 300, така да и оваа година мислам дека општина Делчево и општина Македонска каменица ќе бидат бројани во едни од најуспешните општини по крводарување во Република Македонија. Утре крводарителска акција ќе се спроведе и во општина Македонска каменица. Денес е меѓународен ден на литературата за деца. Утре вечер во Националната установа библиотеката Гоце Делчево Штип ќе има ноќ посветена на Ханс Христијан Андерсен. Денес во библиотеката Искра во Кочани беше промовирано поетското дело Насликано време од Стојан Тарапуза. За Тарапуза не постои нешто што не може да се опее. Неговата поезија е полна со метафорика и восхит, рече во претставувањето на творештвото промотерот Горјан Петрески. Стојан Тарапуза е од оние поети кои навистина ја задолжуваат македонската литература за деца и млади со години наназад, но она што е најинтересно кај овој автор, тој секоја година се јавува со добра книга, со книга која навистина ги одржува оние височини што самиот тој си ги поставил како автор во текот на својот творечки век. Денес библиотеката Гоце Делчев во Штип се приклучи кон одбележување на 2 април, меѓународниот ден на книгата за деца. Овој ден се празнува по повод раѓањето на познатиот пишувач на сказни Ханс Кристијан Андерсен. Токму ние ќе го посветуваме веќе 2 година со еден проект наречен Ноќ спроти Андерсен. Меѓутоа, бидејќи времето на реализација на проектот, значи ево ноќта, цела ноќ трае, почнувајќи од 19 до раните утрински часови. Истиот ќе се случува во петок, за да можат децата, значи во саботата, да можат да се одморат. Се одбележува со содржина која што се наменета токму на овие сказни од Андерсен. Минатата година беше Девојчето со кибричиња, ова година децата во текот на ноќта ќе ја обработуваат Грдото пајче. Покрај обработка на приказната Грдото пајче, децата исто така ќе прават драматизација, ќе читаат сказни, ќе раскажуваат и ликовно ќе ги представуваат своите перцепции за сказните. Делот кој што во библиотеката е наменет за литература за деца е доста посетен. Библиотеката Гоце Делчев по 2 пат го одбележува овој ден на детска литература.
Кут Ристо Донев учителот освои прво место на надпреварот за традиционална македонска носија во Кривогаштани. Штипските играорци се представија со машка и женска овчеполска носија. На деновите на традиционална носија кои изминатиот викенд се организираа во Кривогаштани, Штипското културно-уметничко друштво Ристо Донев учителот во конкуренција од 15 наградови ја доби наградата за најдобра машка носија. Штипското културно-уметничко друштво во Кривогаштани се представи со 3 носии од овчеполскиот крај, и тоа 2 женски и 1 машка. Наградата ја понесе Иван Митев, додека Стефанија Алексовска и Вероника Николиска, сите членови на првата постава на Кут Ристо Донев учителот, му даваа максимална поддршка. Од почетокот кога отидовме, од прилика почувствував дека ќе го освојам првото место, но беше ми задоволство едноставно кога ме поканија мене како дел од друштвото и едноставно посакував да го освојам ово место и ми се оствари целта. Имавме голема надеж, меѓутоа, токму како што реков, поради големата конкуренција, се помалку се надевавме дека можеме да освоиме толку висока награда, но ние сепак зедовме прво место. Овчеполската народна носија е еден вид народно творештво од областа на применетата уметност, текстил карактеристично за самиот предел. На изглед едноставна и со ограничени колоритни особини, сепак таа се разликува во одделни овчеполски реони и села по начинот на изработката и орнаментиката. Машката овчеполска носија карактеристично е со најпрво со крпите бришалки кои се за глава, за врат, за појас, а како најкарактеристично за цела Македонија, носијата од овче поле и носијата азот имат скутина или пешкир кои го носат и машките. Женската носија карактеристична е по елеците кои се во задниот дел малку расширени, скутините кои се на страна на десна и на лева страна со везови. Елекот е изработуван од волна и тежи по неколку килограми, но тоа на игрорките не им представува проблем. Не знам точно колку е тежок, но знам дека е удобно да се игра во него и тоа представува задоволство пред се да се носи, не е некој оптеретување. Она што е значајно е дека секој дел од носиите има карактеристично име. Таков е случајот со марамата која ја носеле девојките околу вратот. Тој дел од облеката се вика манта, специфични се горе кавраците, црните, жолтите, плавите, во такви бои и срмените елеци, минтанот, тоа сите тие се делови од овчеполската носија. Чорапите се од волна, се плетат на рака. Најчесто се колајли во 4 реда, орнаментирани со најмногу 6 бои. Опинците се изработени од свинска или воловска кожа. Тие имаат опута или тенко режена кожа по ивицата на опинокот, низ која се спротина волнена врпца. Виница во сабота ќе причека играорци од 12 ансамбли од Македонија и Бугарија. Се работи за прв меѓународен фолклорен фестивал на народни ора во овој град, кој има тенденција да прерасне во традиционална пролетна манифестација. Во сабота на 4 април фолклорниот ансамбл Китка ќе биде домаќин на 12 народни ансамбли со преку 300 учесници од Македонија и Бугарија, кои на плоштадот Ангел Винички ќе одиграат 12 народни ора како специфични обележја на градот и местото од кое доаѓаат ансамблите. Ова е прв меѓународен фолклорен фестивал на народни ора, чиј иницијатор и организатор е фолклорниот ансамбл Китка, со идеја да се даде акцент на традиционалните народни ора, а настанот да прерасне во убава пролетна манифестација. Целата идејата на овој фестивал кој што за прв пат го организираме и реализираме е да се направи пролета еден убав празник на фолклорот, затоа што во септември го имаме Истиванското здравоживо, а сега и во почетокот на самата пролет во овој период на годината, нашата општина има уште еден убав празник на народна традиција и култура. Во овој прв караван учесници ќе бидат ансамбли од Софија, Пловдив, Кјустендил, Благоевград, а фолклорниот ансамбл Китка ќе настапи со детската и младинската група, како и групата на ветераните. Специјални гости ќе бидат фолклорниот ансамбл Копачка од Драмче и Цветови од Дедино. Фестивалот започнува во 16 часот.
Вчера попладне пристигна телото на трагично загинатиот штипјанец Сашко Коцев во Македонија. Денес на градските гробишта во Штип погребани се посмртните останки на Коцев, но долгот за транспортот од Шпанија се уште не е измерен во целост. Донаторската телефонска линија се уште отворена за донации, се додека не се собере потребната сума. Екипата на Општинското основно училиште Ванчо Прке е представникот од Делчево на зонските регионални турнири во машки и женски ракомет, кои ќе се одржат во Берово и Македонска Каменица. Ово училиште пласманот го обезбеди откако вчера ги порази своите врсници од Општинското основно училиште Свети Климент Охридски. Девојките од Ванчо Прке победата ја обезбедија пред крајот на надпреварот, кога по водството од 15-12. Во второто полувреме постепено ја зголемуваа разликата и на крајот славеа заслужено со 30-20. Во машки ракомет, победата на учениците од истоименото училиште не беше доведена во прашање во ниту еден момент. 5 голови разлика на полувреме беа доволни до крајот да остане високата позитива за конечна победа од 25-20. Освен ова училиште на зонските надпревари ќе учествуваат и училиштата домаќини од Берово и Македонска Каменица, а победниците од зонските надпревари ќе обезбедат пласман на државните спортски игри кои ќе се одржат во општина Карпош, Скопје. Овде завршуваме со денешните настани. Виднаш по временската прогноза проследите го целиот разговор со господинот Зоран Мјалков, со кој зборувавме по повод Меѓународниот ден на аутизмот. Пријатна вечер.